Истрагата за пожарот во Кочани пред самиот крај. Се ситнат деновите пред обвинителниот акт, а прашањето кое сега се отвора е: ќе одговараат ли вистинските виновници за оваа огромна трагедија? Премиерот Мицкоски денес истакна дека свесно не давал изјави за обвинувањата кон него за трагичниот пожар. Тој нагласи дека целосно ја препушта постапката во рацете на јавното обвинителство. Јас сум многу внимателен кога станува збор за истрагата за случајот во Кочани и цело време зборувам само за една работа. Обвинителството има одврзани раце да прави се што мисли дека е поврзано со тој случај. Ама буквално се. И колку повеќе политички пораки испраќаме, тоа може да се чувствува како притисок, затоа се обидувам да молчам. Еве, трпам се, ме обвинуваат од опозицијата. Нека бидат тие некрофили, еве јас на мој грб нека се сведе све. Само обвинителството нека си ја заврши својата работа без да имаме политички пораки. Од СДСМ пак и денес со контраобвинувања кон власта. 3 месеци по трагедијата нема вина, нема одговорност за оние кои ако делувале вечерта, трагедијата ќе била спречена. Вистинските виновници се уште се на слобода, тврдат од опозицијата. Дорека трагедијата уште боли, се штитат директните виновници. Дејан Салтировски, началник на СВР Штип, човекот кој е дал наредбата, добива политичка заштита од својот поранешен адвокат, сега министер, и од самиот Мицкоски. Драган Петрушев Казак, службеникот што ја спровел наредбата, иако знаел дека е спротивна на процедурите. Кристина Јованова, која дозволила фирма со блокирана сметка да работи на црно, да организира забави за деца. Томо Донев, кој не мрдал со прст, никога било јасно дека се користи пиротехника без дозвола. Фирмата МММ Доел, без дозвола за пиротехника, без овластени лица, работела без проблем. Не само што никој не ја спречил, се отвара сомнеж дека имала политичка заштита. Со завршувањето на истрагата би требало да продолжи и постапката за разрешување на државниот јавен обвинител. Од владата за 24 вчера истакнаа дека иницијативата за разрешување на Љупчо Коцевски не е повлечена, туку дека владата ќе му остави простор да докаже дека работи непристрасно. Но дали разрешувањето на Коцевски сепак ќе зависи само од исходот од истрагата за најголемата трагедија во поновата историја во државата, останува да видиме.